Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на Телевизија 24. Не ги гасете звездите, ке се изгубиме во темнината. Дали оваа драматична порака на премиерот Заев до европските лидери денеска, а пред се до францускиот претседател Макрон, ја отсликува суштината на она што предстои доколку не добиеме датум за преговори. Од друга страна, дали треба да употребуваме термини како двојни стандарди на Унијата, или едноставно да кажеме дека сме измамени, прелажани, пренесени преку вода, советување дека ако постигнеме договор со Грција, ќе ни се отвори и европскиот пат. За заблудите, грешките и решенијата разговараме со нашите вечерашни гости. Тоа се двајца поранешни пратеници, сегашни аналитичари, тоа се Александар Пандов и Павле Богоевски. Добро вечер за двајцата. Пандов, пред малку имаше и пресконференција на претседателот Макрон и на канцеларката Меркел. Не кажаа директно ништо за Северна Македонија и Албанија, но прашан за проширувањето, претседателот Макрон рече дека, отприлика сега парафразирам, не можеме во тесниот двор да примаме уште немирни деца. Дали ова некако може да се каже дека ќе биде печат и на крајната одлука? Добро вечер повторно и за вас и за гледачите на Телевизија 24. Ви благодарам на поканата. Да, за жал, не само оваа порака од претседателот Макрон, туку и она вчера што се случи, и сите добри познавачи на приликите и системите како функционира Европската Унија и носење на незините одлуки, говорат и уверуваат дека за жал Македонија утре и задутре нема да добие оној долго очекуван датум. Поточно дека јас би се согласил со тебе дека други неформулации, вакви или двојни стандарди би ги рипнал. Јас мислам дека Македонија, пред се владата на Зоран Заев, е излажана од политичарите кои што предпоставам му ветувале, а за волја на вистина немал дел од нив имавме и тука во Македонија, во Скопје, можност, прилика да ги слушнеме нивните ветувања. Мене ми е многу мала утеха онаа која јас говорам сега конкретно околу тие. Еве, денеска го слушнавме и еврокомесарот Хан, Туск, не знам кој, Могерини, меѓутоа тоа и тие беа главните актери кои јас се сеќавам и сите останати минатата година кога беше прашањето за референдумот кој што се вртеа тука низ Македонија, кој што не уверуваа дека граѓаните на Република Македонија треба да излезат да гласаат и дека со тоа самото прашање на референдумот првично беше дали се согласувате да станеме членови на Европска Унија и НАТО. Мислам дека сега така, но го имаше вметнато и не беше така како што да станеме членови на Европска Унија и НАТО. Сега точна формулација, но луѓето очекуваат дека сите оние работи како отстапки, како понижување, како газење на македонското достоинство во текот на емисијата ќе имаме предпоставуваме време и простор да што се направи Република Македонија и што се им е направено на граѓаните на Република Македонија за да се добие тој датум нема. И за жал, повторно ќе се вратам на почетното што ме праша, а тоа е дали јас очекувам утре или задутре. Не сум оптимист и не гледам дека нешто сега волшебно ќе се случи и има некои сигнали дека наводно ќе се пазарал Макрон со Меркел, наводно демек еве ќе сме добиеле ние датум, меѓутоа да добиело некои повластици кои што ги барал од Меркел, не верувам јас во тоа. Мислам дека за жал нашата приказка за овој самит е завршена. Немаме. Добро, пред да влеземе во дебата за причините каде сме и зошто сме и што понатаму, и за вас чисто како ваше мислење, анализа, предвидување за што мислите крајниот исход ќе остане ли вака? За сега е негативен. За сега е негативен, ама јас не би го делил целосниот песимизам што
што го искаже Пандов, од проста причина што и кога ние го добивме кандидатскиот статус, се одвиваше со истото темпо. Односно на амбасадорско ниво немаше одлука да станеме земја кандидат, на министерско ниво исто така немаше одлука да станеме земја кандидат и последниот ден, во последниот момент на лидерскиот состанок, падна одлуката да станеме земја кандидат за членство во Европската унија. Одлуките кои се донесуваат за проширување на Европската унија секогаш се помеѓу едни од најгорливите и најзначајните на ниво на ЕУ, тоа да така, тоа е факт. И поради тоа буквално секогаш се оставени за последниот момент и до самиот крај се користат како средство за политичко ценкање и за договарање и преговарање помеѓу големите играчи. Сега ако не се согласувам со Пандов, со тоа што кажа Пандов на поле на оптимизам или песимизам, целосно се согласувам на поле на разочарувањето кое што би следело од евентуалната негативна одлука. А Република Северна Македонија, поготово функционерите во Република Северна Македонија, власта, опозицијата, најмногу граѓаните на Република Северна Македонија правија повеќе од било која друга држава која што го изодела кандидатскиот пат или која што се стреми да годи кандидатскиот пат кон Европската унија. И јас би ја прифатил вашата остра наратива дека ако навистина исходот така, тогаш немаме место толку да зборуваме за двојни стандарди, колку што имаме простор да зборуваме за отворено занемарување на врските што ЕУ ги има преземено кон Република Северна Македонија на сметка на внатреполитички интереси на одредени индивидуи, во случајот Макрон и Франција. Да. Добро, освен ова што го зборуваме за преспанскиот договор, мислите ли, господине Пандов, дека до сега целата стратегија, не само преспанскиот договор, значи целата државна стратегија за влез во Европската унија и НАТО, дали мислите дека некаде направивме грешка во чекори? Дали мислите можеби дека слабо сме лобирале можеби за ова кај Франција, не доволно, тоест за да се доведеме во оваква ситуација? Значи се да виси до последен момент во таква неизвестност, за сега негативна, да. Синоќа имаше во вашата телевизија, мислам дека Бучковски беше гостин, па и по вестите денеска тој дел го слушав дека слабо било лобирано према Франција, само два пати. Да, само два пати се сретнале со Макрон, Заев и Макрон. Јас мислам дека не е до тоа грешката. Пред се да се потсетиме дека години на назад, 10 мислам дека години на назад, ние добиваме препораки и дека јасно на нас ни беше предочено да вие можеби не можете да станете сега полноправна членка на НАТО затоа што имате и други работи кои што треба да ги смените како земја. Меѓутоа, ако го смените името, односно ако се договорите, они него формулираат така, ако се договорите со Република Грција, дека за вас вратите на Европска унија се отворени. Меѓутоа, тоа мислам дека го расипаа едноставно, го направија до толку го истапшаа Заев по рамо, до толку го направија како европски, нели имаше дури муавети Нобелова награда ќе добиел, ова ќе направил, она ќе добиел. И човекот мислам дека премногу лесно покрај тоа што ги потпиша тие договори, тиранската платформа како таква со албанците, договорот со Бугарија, договорот од нивици со... Се извинувам, кој е потпишување на тиранската платформа? Едно е... Па не, прифаќање. Значи некако договор, предпоставам дека и ти и сите останати гледачи ме разбираат, тоа не беше во Тирана со Еди Рама да го потпише, меѓутоа ја прифати и ги имплементира барањето од таа тиранска платформа, на тоа мислев. Сето тоа, он као беше во името на тоа дека ние еве ги отвараме работите кон ЕУ. Меѓутоа, Македонија нити па во времето на Груевски, нити претходно не ги имаше сите задачи завршено према таа ЕУ. Дури повеќе, моје чувство тоа, а и по параметрите кои што нас не рангира, сега ние сме високо рангирана земја по корупција, по непотизам, по криминал, по ред работи, по делење на тендери на собствени во собствена фамилија, делење тендери на партиски ликови. Мислам дека ова она кое што еве Павле или било кој останат кој што бил поддржува сега на Заев. Па ако сакате и таа меѓународна заедница, она со кое што почнува и завршува СЈО,
не треба да потсеќам каков дебакл и каков крах се случи со него, односно во она кое што е премногу важно и за нас тројца тука во студиото, меѓутоа и за секој еден, а поготово за таа меѓународна заедница, е владење на правото. Ние во моментов во Македонија имаме, да потсетам, мал милион на луѓе кои што се со кривични пријави, по притвори, по затвори, политичари кои што биле директни противници на Заев во минатото и дозволете ми да ме следи мене тоа чувство дека дел од нив, единствената причина зошто ги имале тие кривични пријави биле политичките причини. Имаме ситуација во кој што 17 луѓе се осудени на по 12, 15, 18 години затвор за настаните од 27 април со обвинение тероризам. Замислите, значи ние имаме поголема терористичка келија, во Европа нешто не постои, мислам дека во светот не се уапсени и не се затворени толку луѓе. Исто дозволете ми да мислам дека тие луѓе се затворени од политички причини за да се направи страф, политички причини, да не навлегувам зашто се. Дали сигурно сакате да отвориме оваа тема повторно? Не, дозволете политички причини. Еве ќе ги збориме. Ги сториле поставките кои. Да, само да ја завр. Значи ред работи се направени. Еве последново со рекетиве. Ние имаме ситуација, дозволете ми јас да тврдам дека покриминална, покорумпирана влада не сме имале ние до сега. Нити на СДС, нити на ВМРО, нити било која, нити техничка никаква влада, каде што најдиректно до самите врвови на владата допираат краците на ова рекетарско на рекетот. Да. И завршувам со оваа реченица во овој дел, завршувам со оваа реченица дефинитивно. И кога се враќаме повторно на овој датум, моето чувство е, тргнувајќи одлично од сам себе, а поготово однесувањето на опозицијата, и ова одговорно го тврдам дека е така, повторно во име на тој датум, за да не изгледаме до толку лоши пред таа меѓународна заедница, јас реално сум бил многу поблаг и ред работи, поготово овој месец-два на назад, сум ги премолчувал, и тоа го правела е опозицијата, чисто само заради датумот. Има премногу криминал, има премногу корупција, која што верувам дека исто така е сега изговор, ако не беше, Макрон многу потешко ќе му беше да каже, абе луѓево се пет. Доволно му е тешко на Макрон и без тоа. Тој, доколку одлуката биде негативна, јас верувам дека оправданието за тоа ќе бидат аргументите за неадекватна борба со корупција и така натаму, ама истите аргументи постојат пред сите останати земји членки и ниту една од нив не вели дека тоа е причина за да не добиеме датум за преговори. Напротив, вела дека тоа што е направено на поле со борба со корупцијата е повеќе од што е направено претходно. Велите опозицијата молчала, вие сте молчали, опозицијата молчала, за вас нема да наблагам, ама опозицијата не само што не молчала, туку секоја можна прилика ја користи за да дополнително го блокира процесот и да ја спречи ова влада да добие резултати. Павле, ке видиш, еве во тој дел, само од дали молчал. Ајде, готово да говориме така. Велите дека 10 години наназад добиваме извештаи, се согласувам со вас, но има огромна разлика во извештаите. Има огромна разлика во содржината, има огромна разлика во критиките кои што се упатуваат. И сега, дали се завршени врските кон НЕУ? Не се завршени. Врските кон НЕУ ќе бидат завршени дури кога ќе ги затвориме поглавијата и кога ќе можеме да станеме полноправна земја членка. Ама факт е дека ако не го направивме тоа што го направивме, односно тие чекори кои во нашата стратегија за влез кои вие ги опишувате како грешни, ако ние не ги направивме тие чекори кои што ги направивме, сега немаше да може ни за ова да разговараме. Ние сега сме во позиција во каква што не сме биле никогаш претходно да ги пегламе овие разговори, да стигнеме на ниво на политичко препокување со само една земја членка во Европската унија која поради внатрешни причини. Само една е отворена на против Македонија да влезе. Другите што имаат резерва се за одвоено оценување на земјите кандидати. Министр за надворешни вели дека треба ама тие вели дека доколку одвоено се разгледува, постои можност на Македонија ако ги направи овие чекори Македонија. Не, доколку одвоено се разгледува, постои можност да добие Македонија поддршка сега. И темата со рекет отварат многу повеќе прашања
кои заслужуваат многу повеќе време од тоа што вие го посветивте сега. Јас сакам да разговараме во текот на емисија понатаму, ама не би го ставил тоа во насока како што вие го велите. Ако нешто докажува тоа што случува со Рекет сега, докажува дека во оваа влада, во оваа политичка гарнитура која што е на власт, за прв пат има волја за истражување на корупцијата во своите редови. Сега мислиш дека се истражува тоа? Дека е да, добро? мислам дека се истражува, има отворени истраги против високи функционери, случаите од ден за ден растат, истражни действија се преземаат. Јас сум сигурен дека ќе вројат со плод, ама за не се разбереме погрешно, ќе кажам тоа што го кажав неколку пати претходно, најголема трагедија што може да ни се случи е ако во овој момент борбата против високата корупција и организираниот криминал во оваа владеачка структура се заврши на Боки 13 КТС на Високи Кичеец. Односно, не све да се заврши тоа, мора искрено сега, и вистински да се истражи и да се проверат сите можни индици за други сторители и други кривични дела. И постојано слушам и од припадници на власта и од мои пријатели, поранешни колеги во собранието, да одговараат сите оние против кои имаат докази. Да, ама мене исто така ме интересира колку сериозно обвинителството ги истражува тие докази и ги бара тие докази. Кои мерки се презеднема, тоа е нешто што би го оценувале дури после истекот на истрагата, без разлика на исходот кој што би го имало, односно во оваа фаза треба да се даде простор на самата истрага да Сега може да гледа, пошто види сега. Значи зборувано е околу тој Рекет, меѓутоа дозволи ми да моите години ми даваат за право да тврдам, затоа што имам видено многу, гледано, учествувано во политиката, дека ова што се имаше случувано и што се случувало и што се случува и понатака, невозможно е да застанало на ниво на линија на Катица Јанев. Односно, ти си учествувал и се уште учествуваш во политичкото живење во Република Македонија, ти си видел што значи политичка партија и тебе ти е јасно дека невозможно е подпредседателите на една политичка партија, а во дадениот случај покрај Фросина Ременски, која што као сијамски близнак, јас ќе ги именувам, Фросина Ременски, која што е сијамски близнак му беше на Бојан 13, Бојан Јовановски. Дополнително, не само што ја гледавме на секој настан залепена до него, има маж кој што е началник во државна безбедност, кој што исто така има информации. Дополнително е во втор дел, имаш исказ, не само исказ што го читавме, ние Орце го слушнавме и самиот Бојан Јовановски го слушнавме дека вечерта кога ги зима парите од Орце, Радмила Шекеринска ќе му биде гостин дома. Кај колку ние двајца, еве и јас сами одговорам. Кај колку луѓе не веруваме да не се каков начин се поврзани тие два настани? Дали на кој настан зборуваат за некакво учество? Колку луѓе, Павле, доаѓаат кај тебе дома на вечера, човече? Или кај мене дома? Ако во еден ден дојдат двајца гости, не значи дека доаѓаат за иста причина, треба да имаш ти исклучително голема близина и познавајќи ја ти многу повеќе Радмила Шекеринска, зашто ќе разговара со Боки? За мода разговарале? Зашто зборувале? И да докажам околу Рекетива, ама тоа е еден дел од цело време ние се држиме за Орце. Ние го имаме Силјан Мицевски и оној како се вика човекот, му го заборавам, име градишна фирма од Струга. Милион евра земале од тоа. Ние се уште не знаеме кој каде се отидени парите. Има голем број на луѓе кои што говорат дека половина од парите Бојан ги зима за него, ги намирува неговите луѓе и телевизијата, другата половина ја зимаат луѓе од СДС. Вака се. Таа работа. Добро, ворете. Сега имаме едно е на пазар кој ќе оплешеш, вака друга е што тоа може да потребиш доказна поставка. Те молам, имаме искази од сведоци. Имаме пола, нема искази од сведоци. Нема исказ од сведоци. Еве дека мене ми ја кажам. Еве Павле дозволи дека мене ми ја кажам. Имаш така е и ја не судам. Ама имам право да ги кажам, луѓето ги интересира што се случува. Ама ја не барам да го кажеш. Еве, имаме втор дел. Во кој што исто е јасно и на најглуп човек ќе му биде јасно дека прво се стопира, не му плаќаат на Диамет. Ја знаете приказната околу Рекет 2, Ден Дончев прво им бара учество во фирмата да учествува, он да биде кособственик, затоа што гледа дека многу пари ќе од продажбата. Не им дозволува, стопира продажба. Не им ги исплаќа, 3 месеци им досни
Исплата од фондот према таа компанија. Во оној момент кога се договараат, а се договараат за 60.000 евра месечно да му бидат исплаќено на X човек од Струмица, во текот на наредниот период претпоставувам ќе се дозна, се исплаќаат 3 месеци одма и после месец за месец плаќаат. Па нафта да пиеме од Сабајле, нема да бидеме мутави, јасно ни е дека тука има нешто корупција. До сега не гледаме дека некоја истрага, него видовме со лисици Ден Дончев дека е собран или од кај бија таа желба да ги гледате луѓето со лисици? Значи да го тој приберат фетиш од претходната власт мора да заврши. Да се разберам. Под лисици, мене дека ја имам фетиш со лисици, може би некоја на претходната власт. Но Ден Дончев дека имам желба. Под лисици се подразбира да се прибера човекот во обвинителство и да се види што прави. Он и понатака директорот. Како што разбрав, предистражна постапка е отворена. Он и понатаму и сега пази. Ама тие работи треба време, значи не може денеска сутра да имаш човек затвор стави. Го кажав тоа. Јас хендикепирано се чувствувам кога зборувам со тебе. Зашто? Затоа што ти си единствениот од таа екипа која што им покажа, дечки, за ова јас поднесувам оставка и завршуваме. Единствен за сега. И ги завршуваме сите понатамошни разговори. Тие луѓе на такви докази досега извадени, они досега треба 10 пати да поднесат оставка. А дали мислиш дека треба да поднесат оставка со нечените претенции од ВМРО ДПМН? Кажи ми дали мислиш дека треба поднесат оставка со нечените претенции од ВМРО ДПМН? Види, јас кажи ми дека е така и двајца да кидеме ке бараме оставка од се што се сумничи. Застани малце. Тие се обвинети од Катица ја. Ама сега чекај се ги бираш обвинителството ги. И така е, затоа ние меѓу другото јас велам дека Европска унија лажеле и го излажале заед. И не само заед, и секој еден од нас кој што се гледа као член утреден на тоа семејство. Меѓутоа не можеме да ја тргнеме оваа вина. Они имаат тука амбасадори, тој тимо не секоја недела излегуваше човекот, луѓе, ова имате грешки, ова имате грешки, она имате грешки, она имате грешки. Тој поднесувал извештаи на Макрон, тоа му е работа на него. Да запишува тука, да гледа вакви емисии, да го слуша гласот, што зборуваат луѓето и да ги пренесува во Франција. Сето ова. А јас те уверувам, за цела несреќа на Македонија, не се радувам што живеам во такво општество. Меѓутоа, она преска што ви го кажав, во наредниот период, после овој викенд, јас ви уверувам дека и други работи ќе излезат кои што се ништо помалку, дури и погадни од овие. Поточно, околу над не можам да кажам дека не ти верувам дека ќе искочат над 10 милиони, Павле, околу 20 милиони евра се земени. Некои луѓе говорат, некои луѓе се плашат. Можеби на крајот од денот малку може да контекстуализираме малку тема. Значи било какви разговори, наводи за други детали од аферата Рекет 1 случаите што се поврзани, ако имаш луѓе, јас најискрено те советувам да ги охрабриш, да идат во обвинителство и да ги кажат тие работи. Бидејќи ако навистина се делеле пари како што велиш дека се делеле така, натаму јас те уверувам дека нема да му се дозволи на обвинителството да замолчи и да едноставно да одбере да не ги види тие работи. Прво, странскиот притисок е тука, второ, домашната јавност и тоа како е присутно. А втора работа, тоа што велиш дека нема резултати од истрагите, нема луѓе со лисици на раци и така натаму, ваквите истраги треба време и тоа многу добро го знаеш. Ние кога протестиравме бидејќи воопшто не се ни започнува истраги, бидејќи немаше никаков епилог пред суда. Сега начинот на кој што се одвиваат предистражните постапки и сега веќе покренатото обвинение, не ми дава за причина да се сомневам во овој момент дека нема да биде истражена до крај на работата. Повторувам, традицијата во нашата држава, тоа што ти го нарече твое искуство, за жал не ми дава некоја огромна причина за верба дека све ќе се разреши. Да бидеме реални, до сега во нашата држава не сме имале случаи високи функционери да одговараат кривично за нешто што е сторено. Ама најискрено верувам дека овој пат ќе биде. Бидејќи гледам дека однесувањето е поинакво. И на крајот да барате оставка. Прво, господин Тамовечин, благодарам и ја мојот став по прашањето дали треба или не треба се поднесе оставка, ќе го кажам по евентуалното покренување на обвинение. Мислам дека сега премногу рано фазата на постапката, презумпцијата на невиност се уште на многу високо ниво. На луѓето кои што се осомничени во овој дел од постапката, но морам да замерам дека крайно лицемерно.
да се бара оставка од едни кои што на еден начин се вклучени во истраги, а да се замижува пред одговорноста на други и преку делегитимирање на обвинителката која што ги гони случаите против нив. Ако случајот рекет господине Пандов покажува нешто, не покажува дека Катица Јанева работела за политичка корист на СДСМ, покажува дека работела за корист на ВМРО ДПМН и незините функционери. Како? Па како пред избега Никола Груевски, Народна банка на Република Северна Македонија ја извести Катица Јанева дека Никола Груевски ги празни сметките. Да, Што исто како што извести Зорце Камчев пред Орце да си плати. Павле. Кај завршиле тие пари? После тоа, зошто истрагата Талир 2 намерно отворена после рокот? Да. На крајот на денот, недела денот кога Камчев беше пуштен дома беше пуштен и Сашо Мијалков. Што сега кога Камчев е криминален, треба да претпоставиме дека Сашо Мијалков е кузнае колку поштен и дека честно и фер Чиви команди. Да, треба да се истражат и треба да се проверат случаите на СЈО, ама не за политичко влијание кон СДСМ, туку за заштита од кривично правни последици на ВМРО. Одличните се констатациите. Меѓутоа, кој можел да и со кого била на линија Катица Јанева? Мо од кај знаете со кого била на линија? Ако била со некого на линија, ги лажала тие Чекај се. И ајде да почитуваме презумпција на невиност на народ. Јас никого не обвинувам, нити имам моќ таква. Но јас сум повикан тука во 24 вести да ги кажам моите видувања, моите сознанија. А тоа е дека Катица Јанева беше под директна команда на Зоран Заев. Едноставно невозможно било, еве за Груевски, да не знаат Зоран Заев и Оливер Спасовски дека тој ќе замени. Невозможно е тоа. Тоа е, знаете како е, во било кое, они се домакини на куќата едноставно. Сите информации по службена должност, што партиски, што полициски, доаѓале до едниот и до другиот. Од Народна банка ли, од финансова полиција ли, од финансовско разузнавање ли, од другиот доаѓале до Катица Јанева најголема дел од информациите и таму тие информации исчезнуваат. Катица Јанева, јас мислам тврдам дека невозможно е да ги носела самостојно, поготово за Груевски. И тоа ви кажува дека доаѓам и тврдам дека заедно го ете времето, дозволи ми да тврдам јас така како што тврдам, како што и за X работи јас сум тврдел, пази се, Павле, зборуваш со човек од друга страна кој што пред 3 години велеше ако дојде Зоран Заев, ќе смени устав, ќе ни избрише идентитет, ќе ни смени историја, ќе ја направи Македонија двојазична и ред работи. Ти си велел, ако ми најдете вие еден доказ дека ќе се смени уставот на Република Македонија и јас и денеска 10 луѓе како ја објавив на мојата фан страна дека ќе имаме дебата, ми пратија чланци во кој што цитат. Павле Богоевски ќе ти вратам, тоа не е цитат, наслов. Но јас не се сомневам дека ти си верувал во тоа. Меѓутоа, годините можеби твои си бил понајвер, па си дозволил како што Заев сега Макрон го излаже, така тебе Заев да те излаже. Меѓутоа, јас и тогаш, Павле, не беше сменет уставот, не беше избришана историјата, ред работи не беа направени. Моето познавање на политиката ми даваше сигнали дека Зоран Заев доаѓањето негово на власт ќе биде сите тие работи. Може ли само одговорите на ова да не остане неодговорено, па би сакал само за цитатот, ова е нешто што секогаш што говорниците од опозицијата ми го спомнуваат. Конкретната формулација беше дајте ми доказ или пратете ми линк каде што Заев заговара таква двојазичност и јас ќе се повлечам од кандидатурата. Да, знам. Тоа беше во предизборието, пазите, ова го дискутирав јас со колегите од ВМРО ДПМН кои ја користеа таа и откако го искомунициравме ова, веќе во собрание никој од пратниците од ВМРО ДПМН не ми го забележува. Пред изборија имаше Зоран Заев некој говор во Австрија пред диаспора или така нешто. Каде што во Швајцарија, каде што лажно беше изведен од контекст, дека ветува присилно учење на јазик, дека ветува заложително знаење албански јазик и така натаму и до одработите кои што ги има во законот сега. И јас реков дека тоа никогаш не се случило, односно не го рекол тоа и најдете ми доказ дека Зоран Заев ветува нешто што они го тврдат, односно присилно учење на албански јазик и казни за незнање албански ќе се полечува од кандидатурата. Не ми дадоа доказ, не се полегов од кандидатурата, еве 3 години и подоцна. Дека ќе биде сменат однесе. Да малце да направиме на мала дигресија бидејќи отиде дебатата малку во друг правец, седнахме за датумот. Океј, додека
Еве на крај не ги кажат причините, Европскиот совет на крај нека заврши се тоа да видиме дали ќе добиеме, нема да добиеме, па ако не добиеме нека ги кажат причините, но за сега немаме никакви индиции дека причините се други освен несогласувањето на Франција. Да, во За суштински сега зборуваме, они веројатно дека ќе најдат влак на војаците така е. колку сакаат, но и со оглед на тоа и во каква состојба се примани и други земји, сега да не се навраќаме на таа тема, но еве сакам друго да прашам. Зборувавме за стратегијата, како дојдовме до овде, за грешките, за сето тоа. Мислите ли дека можеби сега не знам, можеби е наивно ова прашање, но не знам, дали мислите дека можеби при подпишувањето на Преспанскиот договор требало да се бара, па не знам, дури писмена гаранција од Европската унија дека ќе добиеме датум? Не може да го направи. Дали е можно тако нешто? Или барем цврста гаранција? Господине Резвановиќ, знаете што е сега да се вратиме ние на назад, каква затрчаност имаше, каква залетаност. Дали само Абе, дајте само да подпишеме и толку е. Готово, сите, се ќе биде, вие на Марс ќе ве пратиме. Така беа работите и така беа представувани. Меѓу другите, Павле така ги има представувано. Јас не велам дека он не верувал, дека не верувал во тоа. Меѓутоа, пазете, да се вратиме на назад. Имате постојано го вадат Доналд Рамсфелд, за вас двајца претпоставувам познат лик, министар за одбрана беше на Соединетите американски држави, кога беше гласањето и референдумот за територијалната поделба, уште ова направете го, вие влегувате и во ЕУ и во НАТО. После тоа поминаа 10, колку, 15 години, ние се уште не сме влезени. Значи, тоа се луѓе кои што се политичари. Знаете, на крајот од денот, па ние сега ако очекуваме од политичарите дека се што говорат, ќе говорат вистина, тоа не е само македонска пракса, тоа е и странците кои доаѓаат, се така. Беше наивно, ова е наивното, наивноста е ако некој мислел, дека ова е сега негов тука пашалот, дека може што сака да прави. Но со самото тоа што ги подпишал или ги прифатил тие договори, дека ќе добиеме ние и датум и полноправно членство во НАТО. Тоа според мене е наивноста на ЗАЕВ и на СДС и штета која што сега е нанесена на Република Македонија, голема штета, затоа што ние, пазете, ова знаете како го доживувам јас, како не поканат, одите на некоја журка, на некоја забава, не ве пуштаат на вратата, па ви даваат разноразни услови како за да влезете, вие на крајот со катран се мачкате, перду ви ставате на вас и повторно на вратата кој ќе дојдете ви викаат: дечко, види, тебе чевлите ти се вакви, онакви, да, имаш катран, имаш пердови, да, ти се смеат сите, затоа што ова ние понижување што го имаме не во Европа, во свет никој не си го направил. Ние се само само бришеме. Само со услов, нели, изговорот беше се за да влеземе во ЕУ, па после полесно ќе биде, ќе ги подправиме работите, ќе ги смениме, ќе станеме пријатели со Бугарија и со Грција. Наивно, многу наивно. Или ова и колку била наивна македонската политика, актуелна говорам. Знаете како, проблемот со Бугарија не е сегашен, не му текна на Бојко Борисов и на како се викаше? Захариева. Не е Захариева, тие двајца и како им се вика Каракачанов, цела политичка кариера што му е направена направена на негирање на македонскиот народ и македонскиот јазик, на македонизмот, на македонците воопшто. Тоа е човек кој што има ред таму, има собствена партија човекот. Тоа се работи кои што едноставно со години траеле. И ние дочекавме сега да дојде Зоран Заев и да едноставно прифати и еве денеска повторно гледав се состанале тие историски комисии, да се докажуваме ние цел среден век им го поклонуваме. Колку и да не разбираат луѓе политика, колку и да велат, абе добро, цар Самуил е, што е, него спомени ке он дека пред Пелистер. Меѓутоа,
Народите настануваат сите европски народи, помалку повеќе во средниот век. Ако ние коренот им го даваме, а иако имаме сите можности да си го браниме цар Самуил дека е прв македонски цар, затоа што тука му била престолнината, круната не ја зима од Бугарија, него ја зима од Ватикан, ред работи има. Ерменец е, не е бугар по ова. Ние од тогаш тргнуваме, велиме, тогаш живееле бугари и ја колку што знам, тоа веќе нашиви историчари се согласиле. Доаѓаме понатака, значи, сите преродбеници, револуционери, дочекавме председателот на Република Македонија Стево Пендаровски да вели дека Гоце Делчев е бугар. Ако тоа ние го дозволиме, во ред, извадено мобил, Павле, во ред, извадено од контекст. Како бугарин, бидејќи нема опција да се пише како Добро, македонец. прифаќам, извадено од контекст. Меѓутоа, ако ние ги дозволиме тие работи, ние дајте тогаш да расчистиме, да расчистиме, бугари сме Ако ние. може да ме прашам за ова што го кажавте, Да. ми дојде интересно, не сум толку добар експерт по историја, ја знам онака, нели, од оно што сум учел во образованието. Велите цар Самуил бил ерменец, па зошто тогаш ние сме учеле дека е македонец? Дека е македонски цар. Македонски цар. Затоа што пазете, монархиите, зашто да речеме македонски цар? сакаме да станеме монархија. Еве. Но не била ни државата Македонија. Гледај, еве, држава сега Република Македонија, ние на референдум гласаме дека сакаме монархија да станеме. Можеме тоа да го направиме. Во тој случај, тоа е вековина назад. Да, но неговата држава не се викала увезуваме некој принц од, како се вика, од Англија, од некоја монархија, значи за да имаме аристократија, да имаме монарх, значи Го мужиме жениме со да, некој од Да, но наши. зошто македонски цар Германци биле долги години монарси во Грција. Да, но зошто македонски цар кога ни државата не се викала Македонија. Македонија? Затоа што Неговата држава како територија, ние ја доживуваме тој како Самуилово, во историјата е познато како не како бугарско, само бугари не се го викаат како бугарско царство. Самуилово царство, да. Самуилово царство. Меѓутоа, затоа што престолнината он претходно имале бугарине цареви, кралеви, цареви се во тоа време. Имале цареви и тие биле во Софија сместени. Овој не сака таму затоа што не ја доживува таа као татковина и си прави тука царство во Македонија. И од тука ние имаме право да го назначуваме како прв македонски Но не е баш прецизно. не е тоа било на така. територија- Види, ние говориме за 9 и 10 век. во ред. Пред Добро, кога, да не кога ние, навлегуваме, ние за еден Би ден сакал ако се само да вратиме се на вратиме назад, на и назад. оно да, и За- во право се националното чувство не било така застапено. Значи, овие романови на француски говореле во Санкт Петерсбург биле они за волја вистина, не биле Јас во се сеќавам Москва. на една изјава на господинот Паско Кузман, кога по втор пат ја пребаруваше Самуиловата тврдина, и тој во едно интервју вели баш овака, цитирам, можам слободно да кажам дека не најдовме од сите истражувања до сега ниеден доказ кој цар Самуил го поврзува со Македонија. Така беше неговата констатација. Значи види, Да, ама нема, таа изјава тогаш била кажана и Ама- замрела да, тогаш, ама после не, тоа нема ама нигде гледај вред. сега, Ако гледај може да сега. се Да, вратиме може само да се за вратиме глупо на е, добро. ние, пази, ние глупо е како македонци, како македонски граѓани, да си се само откажуваме, да си се бришеме, затоа што тоа е бришење на собственото, на собствените Не е корени. бришење приклучување кон Не, туѓото, мој значи, така, вака. не е така, не. Причината Тоа е зашто премногу бугарите, наивно. причината зашто и бугарите го сметат кој све, дека како што рече самиот, царството на цар Самуил било на територија на географското подречје на Македонија, кое што денеска покрива многу држави. И како што е случајот и со на други аспекти од историјата, различни држави сакаат многу често и ексклузивно си присвојат дел од таа историја за себе. Ка се согласам дека воопшто не изгледа розово ситуацијата, ма барем разговараме за нешто што 30 години претходно не било ни разговарано. Нема да биде тешко. Видете, ако некој ви каже дека без разлика датум утре, не датум што и да случи, ако некој ви каже дека сега почнува лесното, ве лаже. Најлесно и најбрзо беше потпишувањето на договорите. Имплементацијата, работењето кон реформите, политичките ценкања, условувањата поради внатрешно политички. Сами кажавте Каракачанов политичка кариера си има направена. Предпоставувате дека нема да има нови услови за секој поглавје, ќе има. не, Ама види. тоа е патот кој што мораме да го Добре, изводиме. И колку извините, молам, и колку и тој пат да е тежок, колку и тој пат да е иледжиски или нефер,
Тоа е единствениот пат по кој што може да идеме. Јас кажав преска дека да можеме се да сметаме дека Европската унија не излажала, можеме со право многу да бидеме налутени на Европската унија, но во ниту еден момент нема да помислиме дека нашето место е на друго место, а не во Европската унија. Ние таму припаѓаме и кон таму треба да се стремиме без разлика каков и да е патот. А патот ќе биде тежок, ќе биде долг и ќе биде мачен. Друга работа која што сакам да кажам, ја не би ги оценил така неуспешно евроинтеграцијските напори на оваа влада. Во неколку наврати спомнавте ЕУ и НАТО, да подсетам дека де факто сме веќе полноправна членка на НАТО. На самитот на наследниот самит на НАТО, премиерот Заев ќе седи на столицата помеѓу председателот Трамп и помеѓу генералниот секретар Солтенберг. Значи, меѓународната заедница тоа како ги гледа позитивните напредоци кои што оваа влада ги има направено. Да, ќе се согласам дека до некаде наивно можеби верувавме дека многу полесно и многу помазно ќе помине овој процес, ама што друго ни преостануваше? Ако ние намалевме на тоа што вие го велите наивно, јас ќе го речам добра волја, ако ние намалевме на тоа, еланот ќе паднеше, посветеноста кон реформите ќе паднеше, темпото ќе паднеше и ние во овој момент ќе бевме неколку чекори поназад. Па сега веќе немаше да се говори само за иледжиското играње на Франција, туку ќе се говореше како минатата година кога се збореше за 4 или 5 услови, кои што овој пат ги нема. Ме разбирате? Да, и на крајот на денот, навистина не сакам да трошам време расправајќи за договори кои се веќе усвоени, кои што се веќе насилувани, кои што се дел од правната и општествената реалност, ама ќе кажеме еднаш за секогаш и нема се ротна повтора на оваа тема, направено е се освен само бришање на македонскиот народ. Македонскиот народ сега е заштитен, а македонскиот јазик е ставен во регистарот на јазици на Обединетите нации и така натаму вие работи ги имаме зборено и кога се дискутираше за самиот договор. Заклучно, знаеш зашто не си во право? Дозволи ми да ти кажам. Ние имаме, еве, денеска повторно читав, има текст Андреј Ковачев, кој што, или Ковачев е сигурно, пошто е бугар човеков и е, мислам дека подпредседател на ИПП е, меѓу другото, европратеник бил, и му го читам текстот. Значи, основниот проблем е што тие луѓе нас не доживуваат, јас исто, како што ти си верувал на Зоран Заев, и тие веруваат цврсто, предпоставам, чим сите тоа да го говорат. А тоа е дека јас, ти, добро сега, не, сме бугари. И тука, они со декларацијата која што ја донесоа, ние јасно ни кажа, дечки, вие влагате во ЕУ, само како бугари. Односно, што ни прифаќаат они сега нас? Они ни прифаќаат она што ние со десетици години на назад го слушаме, а тоа е дека ние сме коминтерновска творба, дека Тито како мокник во тоа време дозволува 45-та година ние да станеме... Ова е резултат на 30 годишна политика во Бугарија, зарочекувате не е 30 години, не од секогаш тоа било кај нив. Добро, зарочекувате дека преку ноќ ќе се променат ставовите. Поред, меѓутоа, ние тоа треба јасно и гласно да им го кажеме на нашите граѓани. Луѓе, сакате ли ние како бугари да влеземе или не сакаме? Тоа што ти го зборуваш, тоа е да ги лажеме луѓено. Како македонски народ не влегуваме ние. Како македонски народ кој што чекај да ти кажам, како македонски народ кој што слеш црта ќе има некоја ознака, како и за јазикот и за се одвоил или се одцепил или како сакаш наречи го нешто како босанскиве срби што се. Они не се срби, него се босански срби. Е тоа ние треба да бидеме. Ако нас не е тоа прифатливо. Гледате на еден Макрон, председател на една Франција, кој што Ама не зборувам сега за Макрон. Ова е друг дел. Секунда ќе ви обяснам што усари сега да кажам. Значи, гледаме еден Макрон, една Франција, што е Макрон е председател на најмокната или на втората најмокна држава, членка на Европската унија. Гледате под колкав притисок е Макрон од целиот свет. Дали можете да замислите? И тоа поради идеолошки причини, дали ЕУ треба да се проширува или не и како? Дали можете да замислите, што ќе се случи со помаргинализирана членка, да речем, како например Бугарија, доколку како приговор некој од понатамошните барања стави нешто типот на националност на Гоце Делчев како услов. Ама еве го. Не, видете, едно е на ниво на декларација. Едно е на ниво, вака сега. Едно е на ниво на декларација на собранието на земјата членка. Кога Бугарија преку нејзиниот представник што беше на министерскиот состанок, каде што поднесоа барањава, не успеа да направат измена, на лидерскиот состанок у петок може и повторно Бојко Борисов ќе поднесе барање, не верувам дека ќе биде прифатено. Како иде тој процес? Бугарите се собираат на ниво на собрание, се викаат јуху, правиме декларација, Македонија не може, овие услови, тие услови, супер.
Но тие услови од декларација бугарска да ги преточите во конкретен европски заклучок, треба да помина низ механизмите на Европска унија. Бугарите пробаа да ги стават тие услови вчера, не им успеа. Од прва ги вратија назад. Ќе проба доколку се целосно истрани, Бојко Борисов ќе проба утре. Гарантирам дека исто ќе помине. Дека дури да не добиеме датум, условите кои ќе ги наметнува Бугарија никаде нема да бидат стаени во крајниот документ. Кога ќе почнат преговорите, тоа ќе бидат многу валкани преговори од поглаве за поглаве. Секој преговори за секој поглаве ќе зависи од конкретните политички околности. Ви гарантирам дека не само Бугарија, туку и Грција, други земји од околината, други земји од Европа и тоа како ќе не користат за своји внатреполитички цели. Тоа е меѓународна политика, тоа е нормално. Ама знаете што, Пандов? Сега за разлика од пред 2 години барем ја играме меѓународната политика. До пред 2 години не исклучуваа на врата и на враќа, не можете ни воопшто да влезете. Сега сме барем во фоајето и барем сериозно меѓутоа тогаш актуелната власт, ако е поштена према македонскиот народ и према сите останати, а пред се према македонскиот народ, затоа што како народ највеќе губи. Ние го губиме идентитетот, не го губи некој друг. Значи, србинот ќе си остане србин во Македонија, албанецот албанец. Секој еден ќе си остане тоа што е, ние како народ би биле, повторно ќе кажам, најголеми губитници, тоа треба да се излезе и јавно да се каже. Не да се лажат луѓето. Луѓе, ова и ова се барањата од Бугарија. А некој го крие тоа? Ние слушаме, ние слушаме, македонската јавност се запознаена во реално време сега, што има да се разговара по тоа прашање? Како ние ќе ги увериме сега бугарите? Мене тоа ми е нејасно. Ама разбирате ли дека и за нив е научна фантастика да ги прифатат нашите стави? Ама кои се тоа дека сме ние македонски народ, дека сме посебен народ, дека имаме практичните прашања за кои што има разликување се различни веќе државјанството и националноста и етничката припадност на Гоце Делчев. И ние како што е научено живот за нашите историски ученици, како Гоце Делчев е македонец и победник за македонската кауза, тие имаат учено различно. И сега, кога после 30 години, паралелно градење на општествена свест, паралелно градење на различни истории, вие ќе седнете на маса да разговарате, нешто што никогаш претходно го немате правено, се разбира дека најголемите искри ќе бидат баш на почетокот. И се разбира дека нужно тие искри од историјата ќе се прелеат и на политичката сцена. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Вие, почитувани, останете со нас.